Малата сала на Центарот за култура во Гостивар синоќа беше местото каде што се собраа поетите од градот и љубителите на пишаниот збор на поетско читање. Настанот го организираше литературниот клуб Поетскиот блесоци, кој функционира во склоп на Сдруженијето Културен бран. Повод за првото поетско читање во Гостивар беше одбележување на 18 ноември, денот на ослободувањето на градот. Вечерва во Гостивар се одржува првото поетско читање, кое е под литературниот клуб заедно со Културен бран, Поетскиот блесоци. Целта на ова поетско читање и на овој клуб е издигнување, комплетно издигнување на поетите од Гостивар, значи тоа значи поетите, значи не само оние кои објавиле своји книги, туку и она младата генерација која сака да напредува и која сака да биде истакната и да биде слушната. На ова поетско читање отприлика ќе има 20-тина поети, каде ќе настапуваат и младите поети од младите талентирани поети од средните училишта, каде ќе бидат застапени, значи средното економско, гимназија, медицинското училиште и средното Гостивар индустријско училиште со своите ментори, така и влезено и во програмата, значи секое средно училиште да си има свој ментор каде ќе ги представува своите деца. Поетите успеа да го задржат вниманието на публиката скоро 2 часа. Преку стиховите се искажаа скриени чувства, се раскажаа животни приказни, се испратија најразлични пораки. Гледај. Гледај длабоко. Гледај далечно. Душа гледај посветлено. Гледај денот месечено. Гледај огнено. Ужа след мракот. Гледај вода. Гледај атом. Вода, атом, вкужа разпршната. Слуша птиците по височини. Почувствува здравето на сонцето, како ме гари. Свесно ме заведуваше. Смело ме вднуваше кон облаците. Таму горе, каде може да го видам светот. Се прашував, постојано зборував со самата себе. Направи секој да се чувствува, барем за миг дека е во рај. Војните да се заборават слики тажни, да се заборават напреди, да се заборават зборови лажни. Кога влегов во домот црковен, видов призор божествен, сетив мир неверојатен. Блескот на светлина од канделабрија. Тој поглед ми даде се и смисла да се живе. Знаете што се отвори како цвет кој што тука на цветува и наскоро заборава. Дојде мигот да се биде или не. Вети ми дека заедно ќе успееме најдоброто. И само вети ми дека еден ден заедно ќе ги гледаме звездите. И ако видиме една што паѓа, и двајцата ќе посакаме сето ова да трави. Вети ми дека заедно ќе го дочекаме изгре сонцето. На подрачјето на Гостивар првите чекори во поезијата ги направиле многу познати поетски имиња како Радован Павловски, Тодор Чаловски, Анте Поповски. Ме радува што после толку години во градот повторно има настани од ваков тип, што ја слават поезијата и културата, подвлече во своето обраќање новинарот и хроничар Киро Кипроски. Вечерва се чувствувам посебно горд, бидејќи после толку години почнува во Гостивар да дуваат нови ветрови и самите вие тука сте присутни и ги забележувате, може да думна полево или подесно, али сите што досега ги слушнавме беа песни кои што се напишани во душата, посветени за своje битување и за своje поетско изразување. Нашиот град со широката околина досега има дадено многу поети. Литературниот клуб го организираше поетското читање во соработка со Центарот за култура Асном и Комисијата за култура. Песните што вчера вечер беа прочитани на сцената во текот на наредниот период ќе бидат објавени во Алманах.